Благодарам. Како може да се слуша на председател? Господине Ковачевски, мене навистина воопшто не ме интересира за неформалните работни тела со кои се консултирала владата. Мене не ме бирале, ти ме гласале, мене ме гласат граѓаните, народ за нив ме интересира и за тоа го поставам за нив. Земав реплика за уште еднаш да се разбереме јасно и гласно. Точно е дека цената на нафтата согласно берзите падна, ама и точно е не падна кога што требаше да падне, бидејќи 3 денари ставивте повеќе. И тие денари требаше да важат за време на пандемија, 7 месеци после пандемија, и вие сега тоа го правите со закон за сва времена. И кој дел не е јасен? Ни ставате нови давачки. Немаме фер шанса. Еден збор, господине Ковачевски, не кажавте за превозниците. Им се преполовија на луѓето автобусите. Ништо не им помогнавте. ЕУ викала дека добро се справеле. Ами ЕУ, оти не ја цитирате кога вика дека 130 емисации е многу. Што ја отпуштите? Ами ЕУ вика дека во време на пандемија треба да се привремено вработени да се отпуштат од работа. Не отпуштивте. Тоа не ви се слуша, тоа не го зборувате. Второ, кое што не ви се слуша е следното. 3 пати ги зборувам олигарсине, што им враќате по 6 денари по литар. Збор не кажавте. Не знам која е таа економска. Па ќе ви кажам, казино влада сте. Колку сакате може да се нервирате, да се лути, казино влада сте. Мора да си го соберете арачот. Имале луѓе во пари, немале. Имало економска активност, немало, вие мора да си го соберете арачот. И знаете што? Немаше да реагирам вака жестоко, ако рековте дека кога е над $600 давот, тогаш државата ќе субвенционира, како што бара народ да субвенционира кога е под 600, односно под 200, со 3 денари. И така да направевте, да бевте дженталменска влада, ќе беше друго. Бидејќи точно е, у тешки моменти треба да се помогне буџетот. Ама кога ќе отиде цената на нафтата над $600, тогаш влада треба да се откаже од нешто. Ама казиното не се откажува. Има само минимум што треба да го земе и тој веќе го земавте од народот. Благодарам.